Кочанските пожарникари викендов беа ангажирани на повеќе локации каде што имаше пожари на отворен простор. Најсериозно беше ватарот на селото Пресека, каде повеќе од 12 часа интервенираа врз шумски пожар што избулнува во саботата, а се прошири на поголема површина. Припадниците на територијалната противпожарна единица од Кочани имале потешкоти во гаснењето поради непристапниот терен, како и поради ветерот што постојано го разгорувал огнот. Во интервенцијата на пожарникарите се вклучиле и вработени во шумското стопанство Осогово. Излеговме на терен и затекнавме опожарена шума со дап, бука и бор и пристапивме кон гасење на истиот. За неколку часа го ставивме под контрола, но бидејќи пожарот беше зафатил голема површина, а теренот беше непристапен, продолживме со гасење и наредниот ден кој го и ликвидиравме. На лице место беше упатена увидна комисија од состав полиција, ДЗС и инспектор за шумски пожари и е направено нивен записник. Првичната проценка е дека има пожарена површина од околу 10 хектари шума од различен вид. Во гасењето учествуваа 11 луѓе и 2 возила на противпожарната единица. Пожарот најверојатно е настанат од човечки фактор. Првичните истражувања на теренот покажале дека најверојатно пожарот кај Пресека е подметнат, поради што ќе се работи на понатамошна истрага на причинителот со оглед на големата штета што е предизвикана. Инаку во текот на двата дена од викендот, кочанските пожарникари имале рекорден број интервенции досега, при што екипите излегле на терен за гасење на неколку поголеми пожари на стрништа, а интервенирале и кај оштетен плински уред во патничко возило. Поради опасноста од брзо ширење на пожарите и предизвикување материјална штета, од територијалната противпожарна единица повторно апелираат до граѓаните да се воздржуваат од палење оган на отворено. Упатен и посебен повик до земјоделците, кои по завршувањето на жетвата на оризот ги палат страништата и остатоците од слама.